Нема добро со политика каква што сега се води во парламентот. Разочарани се денеска анкетираните граѓани од вчерашната представа на пратениците од сите партии. Срамота, од која срамота? Треба се види. Значи некоја кочет работа у парламентот. Треба да се види зашто не се гласа. Лошо е не и за граѓаните и за стопанството, воопште за фирмите. На стварно веќе се на работна екзистенција што не можат плати да земат. Срамота е, дечки. Не е добро за тоа што едно обеќат и него извршува. Самите треба да бидат свесни. Најзасегнати од кавгата на претениците се токму оние кои нив ги избраа за своји представници. Сега, кога на бирачите им е најтешко, избраните водат друга политика. Зошто политичарите им го прават ова на граѓаните? Па отсо у Македонија за тоа да беа у Швајцарија или у Германија другачки беше, така ли? Така ние на политика што се ја водат и меѓутоа треба да обрнат внимание на граѓаните, така да... Ја мислам дека секој гледа на своја страна. Оваа неодговорност животно ги засега фирмите, бидејќи од донесувањето на петиот пакет мерки на многу од нив им зависи иднината. За стопанството и за предприемачите во Македонија ова е големо разочарување. Не дека ако се одложи за 2-3 дена нешто драстично ќе се смени, но зборува за тоа дека пратениците во нашиот парламент баш ја енгаиле за состојбите во стопанството, за бројот на работниците или компаниите кои ќе пропаднат. Така да повеќе е разочарување за нивниот однос кон економијата, отколку за тоа колку ќе имаме додатни негативни реперкусии на нашата финансска состојба. Освен поединечно за фирмите, доцнењето на економскиот пакет сигурно последици ќе има и врз глобалните економски состојби. Постојаните политички недоразбирања за најважните економски и други прашања водат право во нова слепа политичка улица, со високо испречен бетонски ѕид во кој повторно страдаат невини глави. Собранието сепак работи по деловни и по принципи на работа. Не може еден договор на двајца политички лидери да биде диктат за парламентарците и за председателот на собранието кога и како ќе ги раководи седниците. Ако веќе биле таму 101 парламентарец, требале да влезат, за еден час да ја завршат 32-та седница и веднаш потоа да го донесат пакетот закони за помош на граѓаните.